Поголеми контроли на локациите со урбана опрема, охрабрување да се пријавуваат лицата кои ги уништуваат, но и едукација на населението за потребата од чување на истата. Ова се наметна на денешниот состанок на локалниот совет за превенција на Струмица, кој секој месец заседава и носи заклучоци во интерес на заедницата. Освен урбаната опрема, во фокусот беше и трговијата со старо железо на улицата Антон Панов. Новите предизвици се секако уништувањето на урбаната опрема на територија на општина Струмица, која што ни се случува, зашто денеска ќе ставиме посебен акцент. Продолжувањето со нелегалната трговија на железо на улицата Антон Панов и чистење на тој појас и узурпацијата на приватните парцели од страна на некои граѓани, секако е еден од предизвиците, една од точките кои што ќе ги дискутираме на овој совет. За да се заштити направеното, не се исклучува и можност од воведување на видеонадзори на локации каде се појавува демолирање на урбаната опрема, каже градоначалникот Костадинов. Тој смета дека прво треба да се види законската легислатива заради заштита на личните податоци, но доколку не постои пречка, не ја исклучува можноста и за видеонадзор на јавни површини. Ако произлезе како предлог, општина Струмица е спремна и со своји средства, нормално тоа би било во некое идно време, со некој ребаланс или со наредниот буџет за 2023, каде што ќе предвидиме дел од средствата за видеонадзор на јавните површини, доколку извршиме мапирање, да поставиме и видеонадзор. Првиот човек на СВР Струмица кажа дека поставувањето на видеонадзори на јавни површини ќе придонеси до намалување на вандализмот кон урбаната опрема. Самото знаење дека одреден простор е покриен со видеонадзор, значи тоа придонесува да се намали стартно ваквите појави, ваквите негативни незаконски дејања на одредени несовесни граѓани. Мислам дека ќе придонесе многу повеќе, така да и СВР Струмица веќе е на размислување, односно се планира да биде воведена во одредени подрачја и позорната служба, така да посебно централното подрачје или одредени подрачја од градот кај што имаме одредена проблематика, се со цел да се најпрво им превенира, а потоа и да се детектираат и санкционираат таквите појави. Локалниот совет за превенција како прва одлука ја донесе отстранувањето на дивите продавачи во централното градско подрачје, појава која со години беше присутна, но овие месеци беше значително намалена.